Општина Газибаба во соработка со Фондацијата Центар за жени предприемачи во наредниот период ќе реализира неколку обуки. Тоа се обуките за жена предприемач, фармер предприемач и автентична ракотворба. Овие обуки се во насока да го зголемиме знаењето на жителите од општина Газибаба, на сите оние кои што ќе пројават интерес, се со цел да го потикнеме предприемништвото кај нашите сограѓани. Исто така во делот на земјоделието да ги искористиме сите оние можности кои што ги дава и владата на Република Македонија со сите оние субвенции што се планирани за земјоделците, а и кај нас имаме голема традиција на автентични изработки на ракотворби и затоа сакаме и тоа и како традиција во наредниот период да го задржиме. Обуките ќе бидат реализирани на 4 локации, се со цел поблиску да бидеме до граѓаните, да немаат големи трошкови за патување. Значи, едната локација е во населбата Железара, во урбаната заедница, каде што е сместен и центарот за невладени организации. Во тој дел ќе бидат опфатени жителите од Автокоманда, Железара и Керамидница. Втората локација е во основното училиште Дане Крапчев, каде што ќе бидат опфатени жителите од Ченто, населбата Триангла, Маџари, Хиподром, Сингелич. Третата локација е во населеното место Стајковци, во основното училиште во Стајковци. Тука ќе бидат опфатени жителите од Стајковци до Раштак. И четвртата локација е во основното училиште Njegош, за жителите од Трубарево до населеното место Дрма. Значи, сите заинтересирани од утре ќе можат да си поднесат пријава за да може да се евидентираат и врз основа на тие пријави да се формираат групите кои што ќе бидат во наредниот период, како што напоменав, за кои што ќе се одржуваат овие обуки. Значи, пријавите можат да ги обезбедат преку местните заедници, секретарите кои што се ангажирани во местните заедници, веб страната на општина Газибаба, и пријавањето може да биде со лично доставување на пријава до општина Газибаба, до Центарот за невладени организации во населбата Железара, до сите останати местни заедници или по електронски пат преку веб страната на општина Газибаба. Пријавата треба да биде до 1 октомври, потоа во месец октомври планираме овие обуки да ги реализираме. Секој од овие обуки, периодот на реализација ќе биде некаде во период од 2 месеци и потоа за секој учесник на обуките ќе обезбедиме соодветни сертификати кои што ќе им овозможат и ќе им помогнат и во понатамошното нивно ангажирање, дали е тоа од аспект на некоја конкурирање за вработување или за аплицирање на одредени проекти. Циклусот на програмите за обука е составен од 5 главни компоненти и воглавно опфаќа вештини за предприемништво и бизнис планирање, вештини за вработување, развој на IT вештини, развој на предприемништвото во земјоделието и во областа на автентичните ракотворби. Циклусите опфаќаат, например, теми од типот на бариери и можности на женско предприемништво, развој и селекција на бизнис идеја, професионални презентации, маркетинг, продажба директно, деловни финансии, бизнис планирање, стручни совети, како да се започне и како да се основа и развие еден бизнис. Вештините за вработување опфаќаат теми од типот на кариера и одредување професионални цели, вештини за барање на работа, комуникацијски вештини и така натаму. Основните обуки за IT вештини се битен сегмент за комплетно развој на предприемништвото во сите области кои што се наведени. Обуките за фармер предприемач опфаќаат обуки за профитабилни земјоделски култури. Земјоделските култури кои ќе бидат представени со сите своји основни својства, начинот на одгледување, финансиските аспекти од типот влог, добивка, период на повраток на инвестицијата и така натаму. Потоа обуки за можностите кои ги нуди ИПАРТ програмата и обуки за предприемништво, за развој на руралното предприемништво. И тука ќе опфатиме теми лични предприемачки карактеристики, бариери и можности, развој, селекција, повторно на бизнис идеја, маркетинг, продажба, финансии, бизнис планирање, средства за финансирање на бизнисите и така натаму. Циклусот обуки за уметнички ракотворби ќе опфати обуки за потикнување на креативноста и иновативноста. Главни теми ќе бидат потикнување на иновативното размислување за себе и другите, мотивација кој ќе резултира со нови производи, нови процеси, нови услуги,
јакнење на креативните процеси, за отворено размислување и така натаму. Идејата е да се следат трендовите во изработка на уметничките ракотворби, пронаѓање и прибирање на информации, исправување, адаптирање на промените кои ги носат иновациите и така натаму. Обуки за интелектуална индустријска собственост се интегрален дел од овој циклус на обуки за уметничките ракотворби и темите ќе опфатат права од индустријска собственост, заштита на своите потреби, права како носител на заштитено право, права до интелектуална собственост, права од индустријска собственост, трговска марка, заштита со патенти, индустријски дизајн и така натаму. И обуките за предприемништво за развој всушност на бизнисите за уметнички ракотворби повторно ќе опфатат лични предприемачки карактеристики, одлики, бариери, можности, креирање на можности, развој, селекција на бизнис идеи. Суштината е да се даде комплетен систем на поддршка на граѓаните кои ќе бидат учесници во целокупните процеси на обуките. Воглавно по завршувањето на секој поединечен циклус ќе се реализираат активности за финално тестирање и консултантски менторски услуги со доделување на соодветен сертификат. Обуките ќе ги спроведува стручно, високостручен, специјализиран кадар за секој тип на обука од разните области и ќе имаме директна соработка со невладиниот сектор, со државните институции, со академскиот сектор. Идејата е навистина да направиме разлика и да помогнеме на граѓаните на општина Газибаба да се справиме со невработеноста, економско заеднување и да овозможиме трансферот на знаењето, новите методологии и технологии да бидат поблиску до граѓаните.